На следното празнување, до споменикот на револуцијата да бидат поставени бистите на народните херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче. Ваква порака беше испратена на денешното одбележување на 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово. Двете бисти беа отстранети од градскиот плоштад пред околу 4 години, поради неговата обнова, но оттогаш не се вратени. Ослободувањето на Тетово значеше ослободување на цела Македонија. Градот беше ослободен благодарение на храброста и херојската борба на слободолюбивиот народ кој од желба за сопствена држава несебично се вклучи во антифашистичката борба за национална слобода. Во текот на борбите за слобода, Тетово ќе даде 3 партизански одреди и 20 народни херои: Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче, чии херојски животи вечно ќе бидат втемелени во историјата на градот. Но, за жал, мора да констатираме дека денешното одбележување е без нивните бисти. Боречката организација уште еднаш апелира, но испраќа порака до сите надлежни институции и органи во државата и општината ова прашање задолжително да се реши. Бараме идната година овој празник да го чествуваме покрај поставените бисти на Амбарче и Мерџан. Почитувани, одбележувањето на овој значаен датум представува достоен повод за понатамошно афирмирање на младите генерации за значењето на народно-ослободителната и антифашистичка војна која ќе доведе до блескава победа, крунисана со историскиот резултат, извојувана слобода и создадена слободна македонска држава, прва по Самуила. Од Сојузот на борци побарале локалната самоуправа да дозволи бистите да бидат поставени до ова споменобележје. Овој собир покажа дека сепак има желба да се тој празник свечано обележи и да продолжи таква работа. Инаку, знаете дека Тетово и Тетовско ослободени се последни места во Македонија и тоа говори за нешто. Ние денови имавме еден састанак на борците и заклучивме дека још обиче направиме комисија една од Сдруженијето на борците да појде до градоначалникот, уште еднаш најотворено да му каже дека треба и мора да се сврши таа работа. Доколку нече, онда мислиме да повикаме сите листови овие од Македонија да чујат што се работи. И верувам дека валда ќе има некој, они имаат некој став дека ќе се прави урбанистички план за цела околија и во тој склоп тогаш. А тоа може да биде со години. Према тоа, а ние ќе инсистираме тоа да се направи што е можно поскоро. И тоа овде во овој склоп, така има и нивно мислење, па да се надеваме дека ќе го решиме. Народоослободителната борба започна на 11 октомври 1941 година со нападот врз бугарската полициска станица во Прилеп, а заврши со ослободувањето на Тетово на 19 ноември 1944 година. Празникот беше одбележан со полагање цвеќе на кој учествуваа делегации на општината, Сојузот на борци од Тетово, нивните соборци од Берово, Армијата на Република Македонија, политички партии, резервните старешини, пензионерите и други организации.